нема потреба посебно да објаснувам зошто е важно да се спортува, зошто е важна физичката активност без разлика на која возраст е, но во продолжение ете ќе се обидеме да ве мотивираме со една млада прекрасна дама која што имаме нагости во Добро утро секое утро. Рената Младеновска е личен тренер во Центарот за здрав живот премиум физикал терапија и спорт центар во склоп на Аџибадем Систина. Ќе ти посакам добро утро и добре дојде. Добро утро, благодарам за убавите зборови. Да, навистина си голема мотивација, јас не те познавам лично, неодамна се запознавме и гледајќи ги твоите фотографии, буквално само што ги гледав фотографиите се мотивирав да вежбам, искрено да ти кажам. Се надам после емисијава ќе почнеш, ќе дојдеш на некој пробен тренинг, дали пилатес, дали во фитнес и да почнеме да вежбаме заедно. Може, готово. Со ваков пријатен човек како тебе верувам дека е тоа гладко оди се. Рената, верувам дека ќе одам на ти бидејќи си млада девојка, не ти пречи претпоставувам. Верувам дека кај многумина во главата постои проблем со тоа што тешко е да се мотивираме, да почнеме да вежбаме и откако ќе се мотивираме, многумина брзо се откажуваат од тоа. Кој е клучот, односно која е формулата? Може ли да не ги кажеш магичните зборови за мотивација? Да, вака. Најчесто на сите нас и на мене, првиот мотив ми беше нели да променам нешто во физичкиот изглед, дали ние да симнеме килограми, дали да сакаме да накачиме мускулна маса, да го оформиме телото, но тоа според мене не е долгорочно, доколку мотивот е само физичкиот изглед, затоа што ако ни се потребни 5 месеци за да стигнеме до формата што ја сакаме. Набрзо после месец-два губиме мотивација за вежбање. Затоа според мене најубаво е малце да експериментираш, да пронајдеш која физичка активност ти одговара и да пронајдеш убавината во вежбањето и во чувството после вежбањето. За мене најголема мотивација е чувството после вежбањето. Знам дека после тој туш, после добар тренинг, ќе ми дојде убаво, знам дека на себе сум си посветила 1 час и за здравјето, тоа е инвестиција во здравјето за понатаму. Затоа мислам дека чувството и за време на вежбањето и за после вежбањето треба да биде главниот мотив. А што треба да си викаме кога не мрзите, сме имале напорен ден, работа или училиште и не фаќа мрза и денеска нема да ќе го скокнам тренингот. Што треба да си речеме тогаш? Да си кажеме дека еве во текот на денот 8 часа сме се фокусирале на работата, мислам дека заслужуваме 1 час за себе, фокус за себе, за доброто, за здравјето, за душата, за умот, мислам дека 1 час, 3 часа во неделата се доволни за да си посветиш сама на себе. Вака кога ми зборуваш да се посветиш на себе, ми тикнува на најновата песна на Шакира, нели е така Do it something for yourself. Би сакала да те прашам околу спортскиот центар во Аџибадем Систина. Кој се може да го користи? Постојат ли некакви одредени услови? Нема услови. Можат и тие што веќе имале некои услуги веќе во болницата, но исто така и за оние кои немале никакви не користеле никои од услугите во фитнесот или во физикална или од гинекологија, нема врска, нема услови. Така да може било кој. Предпоставувам како личен тренер, бидејќи спомена дека околу 5 години се занимаваш, ми кажа со ова, веќе знаеш од прилика да процениш индивидуално кој каква програма треба да има. Верувам дека е различна програмата во зависност од килажа, така, значи точно. Ајде малце накусо во интерес на времето, накусо да ги начнеме повеќето категории, еве да речеме доколку во моментот не гледаат повозрасни луѓе, дојде возрастен човек над 60 години и сака да почне да вежба. Кои се основните правила кои што треба да ги знае? Прво, за сите, без разлика дали е возрастен, млад, дали има прекумерна тежина или треба да накачи на килограми, битно е да се научи правата форма на изведување на вежбата. Тоа е најбитно за да не дојде до повреда, да почувствува каде, кој мускул се активира при изведување на вежбата. Тоа е еден од најбитните моменти. И да оди постепено, никогаш без форсирање. Првите, не знам, 2-3 недели, нека биде тоа со без тежини, може некои додатни отпори од ластици, но да не биде со форсирање. За да го запознае постепено телото. Доколку никогаш не вежбал, ќе треба време. И многу е битно да се научи mind-muscle connection.
да се фокусира на мускулот кој што работи, тоа е многу битен момент. Правилно држење, стегнат стомак, исправени рамења за да не дојде до повреди. И секако загревање и истегање пред и после тренинг многу битен момент. Исто за да нема воспаление, за да нема потешкоти, исто за да не дојде до повреди. Да, во моментов гледаме инсерти од тебе како покажуваш одредени вежби, па еве една инспирација до нашите гледачи да пробаат. Сега додуша немаме сите дома вакви Ова е новост. справи. Ова е реформер, пилатес реформер. Така, но доколку сакате нели да пробате нешто вакво, тогаш нели ќе ве поканиме да појдете во спортскиот центар во Аџибадем Систина, но секако нели постојат одредени вежби дома кои што можат да се прават, затоа малце подоцна. Ова што го кажа е генерално за сите, но ете доколку дојде трудница, какви вежби препорачувате? Ние моментално имаме за оние кои што користат посебен пакет за породување, имаме и бесплатни часови за трудници во фитнесот. Има, еве на претходното видео што видовте, на реформерот има посебни вежби кои што се прават на боксот, на кутијата што беше горе поставена. Посебна позиција има на држење на телото. Има одредени вежби и секако претходно треба да се консултираат со гинекологот, дали смеат, дали не смеат, што не смеат да работат за време на бременоста. Така, а што е со, да речеме, доилки, таа за породени мами? Исто, доколку имаат зелено светло од гинекологот, може да дојдат во било кој фитнес. Еве, и во нашиот фитнес имаат услови за реформерот, особено реформерот е за поправање на постура, за оние кои што имаат проблеми, затоа што придвижувањето на машината, отпорот од машината ти помага за правилно да ги изведуваш вежбите, така да може тоа за почеток, па потоа да се префрли со поинтензивни вежби, нели на почетокот, за да потоа има некоја промена, за да не доаѓа до стагнирање на телото, потребно е да се менува интензитетот. Не може цело време да биде истиот тренинг. Интензитет менуваш тежини, поголеми отпори, за да нема стагнација. Така и во зависност од тоа колку сме поредовни, Да. нормално одиме скалило да. погоре и понапорно треба да биде. Би сакала исто да те прашам околу тоа доколку се чувствуваме укочено, често пати од лошо спиење или напорен ден, лошо седење и така натаму, луѓето се соочуваат со болки во грбот, болки во кичмата, болки во нозете. Може ли ете некои совети во домашни услови какви вежби може да се прават за ова? Тоа е најголема грешка што сите ја правиме наутро кога ќе станеме, 5 минути не си посветуваме да го размрдаме телото. Кружни движења со вратот, кружни движења со рамења, некои основни вежби за истегање на рацете, на нозете. И тоа е многу важен момент, е правилното држање на телото. Така доаѓат и до проблеми. Кога седиме на компјутер или седиме цело време со телефонот во раце, доаѓа до проблеми со вратот. Затоа треба да се фокусираме во текот на денот што е можно поправилно да стоиме. Во домашни услови може да се работат вежби, битно е и да се зајакне грбот. Не е само вежби за истегање, туку и да се зајакнат мускулите на грбот за да можеме да стоиме исправено, да го држиме убаво телото. Освен тоа, треба да го зајакнеме и стомакот, затоа што кичмата има потпора од длабоките стомачни мускули и затоа било кој од вежбите што се за абдоминални стомачни, за најдлабоките стомачни мускули, ќе бидат потпора за кичмата. Вежби може наједноставна вежба што може дома да се работи без реквизити е супермен вежбата. Легнуваш на стомак, ги испружаш нозете, рацете и ги поткреваш и нозете и рацете истовремено и го зајакнуваш грбот. Би сакала, бидејќи имаме повозрастна публика, во Добро утро секој утро, би сакала малце повеќе да ги мотивираме и нив. Никогаш не е доцна да се почне да се вежба? Никогаш. Имаме и клиенти што се над 60 годишна возраст и што почнуваат сега да спортуваат, така да никогаш не е било која возраст и од најмала, од 13-12 годишна возраст до 60-65 години имаме клиенти во нашиот фитнес. Убаво ги спомена 13-14 годишна возраст, убаво ги спомена децата, бидејќи следното прашање ми е токму за нив. Еве, како искусен човек во оваа област, дали физичкото образование е доволно за децата како физичка активност или потребно е дополнително да се раздвижува? Ако има детство како што сме имале ние, цело време надвор, со играње граница, играње ластик, мислам дека 1 или 2 часа колку имат во неделата може да бидат доволни. Ама ако во оваа дигитална ера постојано се на компјутери, лаптопи, на таблет, тоаш мислам дека не е доволно. Треба плюс барем околу 3 пати или барем 2 пати во неделата да се спортува дополнително
Така. За оние кои што веќе се навлезени и вежбаат, но не добиваат никакви резултати. Постојат и такви луѓе ќе речат леле вежбам со години, но немам никакви резултати. Кои се најчестите грешки што се прават при вежбање? Грешките можат да бидат или во исхраната, или во вежбањето. Во исхраната најчесто е или внесување повеќе калории од колку што се потребни, или не внесување доволно калории. Сега, некогаш се греши, внесувам доволно калории, да, ама изворот од тие калории, од каде? Дали е само од масти, јаглехидрати, дали внесуваш доволно протеини? Некогаш се прават грешки, например, некој сака да симне килограми. И сега, од сабајле е само на смути. Да, ама во смутито што има? 2 лажици путер од кикирики, што е доста калоричен, има масти во него, има протеини, има масти. Какво е млекото што го користиме? Дали во него, дали е само изворот на калории од масти или дали внесуваш доволно се што му треба на организмот? Јаглехидрати, протеини и масти, тоа треба да биде распоредено. Другата грешка е тоа што при вежбањето, например, сакаме да речеме да постигнеме да имаме поголеми, не знам, поголем задник, поголеми раце. И во текот на неделата цело време ние вежбаме задник. Тоа е грешката што ја правиме обично, затоа што не оставаме да се опорави тој мускул, затоа што за да порасне мускулот му треба одмор. Друга грешка е што постојано работиме кардио, например. Не можеме да имаме резултати само со кардио, треба да го зајакнеме, да го зацврстиме мускулот или моментот каде што не менуваме ништо во тренингот. Например, сме почнали работиме веќе 3 месеци со истите ластици. Менуваме, одиме со подебели ластици. Или работиме цело време со иста тежина, или не работиме со тежини. Затоа треба да се менува и интензитетот, и вежбите што се прават, да биде распоредено во текот на неделата, да неделата си знаеш кој ден што работиш и имаш одмор, например, нозе ако работиш во понеделник, 2 дена не ги работиш после третиот или четвртиот ден. Дали клиентите кои што доаѓаат кај вас во вашиот спортски центар ги добиваат сите овие совети? Да. Така? Да. Што се нудите освен тој физички тренинг? Што се нуди вашиот центар? Центарот наш има оддел за физикална терапија. Исто така имаме кабинет за спортска медицина, имаме нутриционист. Покрај тоа имаме и соби за масажа, имаме исто така спа, односно имаме парна бања и сауна. И освен оние индивидуални тренинзи, имаме и сала каде што се организирани групни тренинзи. Моментално имаме јога и кик аеро и сала за пилатес, каде што моментално имаме само персонални тренинзи, ама во иднина ќе имаме и групни на реформерот. Така. И уште само за крај, би сакала твој личен впечаток, дали е зголемен интересот за вежбање и тренирање? Да, со текот на годините да, се зголемува и интересно е што сега во време на пандемијата многу се разбуди свеста на луѓето за вежбањето. Некои почнаа да вежбаат од досада, затоа што на почеток немаа што да прават, па се приклучува. Ама добро. Да, ама добро е да се стекна некоја навика. Исто и за лични тренинзи е зголемена побарувачката и за вежбањето е каде повеќе луѓе вежбаат од, да речеме, пред 5 години, да излеземе надвор на кеј, постојано има некој што трча, се вежба многу повеќе од пора. Кај вас, дали има повозрастни или помлади кои преовладува? Во фитнесот? Да. Пола. Да, има и од сите возрасти. Има тоа најмалите членови ни се по 13 години, 14. А највозрастниот веќе спомена дека има и над 60 години. Да. Така. Одлично. Секоја чест за сите оние кои што веќе почнале и го стартувале тој момент да си го наметнат вежбањето како секојдневие и како нешто што треба да го правиме сите. Рената, дека ти се заблагодарам, ми беше навистина задоволство што те имавме овде. Ви благодарам на поканата, исто и на мене. Да, и навистина ти благодарам за сите овие совети што ни ги сподели. Верувам дека добро ни дојдоа на сите нас.